as Hercules to fight the rising odds. Isn't there a white knight upon a fiery steed? Late at night I toss and I turn and I dream of what I need. I need a hero. I'm holding on for a hero till the end of the night. And he's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero. I'm holding on for a hero till the morning light. And he's gotta be sure and he's gotta be soon and he's gotta be larger than life, larger than life. Момче мој се. Здраво. Здраво, Жи. Како сте? Супер. Добро Многу ни дојдовте. Добро ве најдовме, многу добро изгледа, морам да признавам. Овде малку е реновиран, среден хотелот. Да, овој ни е, Во модерно ново руво. овој хотел ни е као лицето на градот. Така е знаменитост на Струга. Знаменитост на Струга, направен е од давнешните години, се реновирал и го доби овој прекрасен изглед. Младите години ги проаѓавме тука, поврзани со ракометот, тука се сместуваат најдобрите екипи кои доаѓаат и од странство и од Македонија, тука се сместени. Денови кога е на ракометот, тоа е, мислам дека 15 до 20 август, се прави најдобриот турнир. Струшкиот турнир, така. Струшкиот турнир на Балкан, па и во Европа, најстариот. Следна година ни е 50 годишнина и овој хотел примил доста многу звезди, од Вујовиќ па надолу. Искрено успеавме некако да те најдеме, бидејќи новата функција си носи нови обврски, турбоси, и имаме голема чест и задоволство да си поразговараме. Ти ќе ни кажеш доста работи за преубавата Струга, каде си го поминал детството, каде си ја поминал твојата младост, кои се убавите места во Струга. Има доста тајни кои што и ја не сум ги знаел, сега ни ги кажа, а гледачите ќе имаат можност да ги слушнат во емисијата. Па се надеваме дека ќе ги споделиме заедно. Јас младоста поминав во овој прекрасен град, родом сум од Струга, од стара струшка фамилија, најубавите години до пред заминувањето во Битола, па после во Вардар во Скопје и секако во странство ги поминав најубавите години, другарите, фамилијата ги потекнуваат од Струга, во Струга се и секако ќе ми биде и мене задоволство да разбудиме некој споменик. Одлично. Одиме да се сместиме? Може. Може. Ајде. Струга, својата староградска лулка, ја спружила во рамнината на Струшкото поле, избирајки за себе место во престолнината на природата. Царица, залегнала на двата брега на реката Црн Дрим и на северниот брег на Охридското езеро, на отворено за да ја дува ветер од сите страни. Студениот стрмец е кавалот кој свири во струшките ноки, пуштајки ги стадата од бранови налик на овчи руна да пасат по езерската шир. А во топлиот, јужниот ветер пирка копнежот од тъга за југ на Миладинов, со која свечено се отвораат струшките вечери на поезијата. Југо им дава другарска топлина в грб на рибарите кои го хранат градот со плашици, грунец и јагула, од неолитот до денес. Тие се неговите вонвременски јунаци. А дека Струга била господска и рајска, сведочи и патот Вија Игнација, врската помеѓу западното и источното римско царство. Античка Струга тогаш се викала Енхалон, што значи јагула. А денешното име го добива со доаѓањето на старите словени кои го нарекле Страга или Премин. За името постојат неколку етимолошки варијабли. Струга од струже ветер
Или премин низ далјаните, оние водени трла оградени со трска за лов на јагули и риби. Таа е топла заради сонцето, топлиот бран и топлиот збор со кој ве пречекува. Ако Охрид е бисерот на Белото езеро, тогаш Струга е неговиот златник. Добро, како изгледа работен ден на директор на Агенција за млади спорт? Турбо. Како директор, така? Како Турбо, Сите да. мислат дека си опуштен лава. Турбо, значи, Ајде да расчистиме една работа во старт. Сабајле ги носам дечките мои, синовите мои, едниот у школа, другиот у градинка, тоа е 7:30-8, одма на работа и да не кажам препон. До 10-11 да домашните работи во агенцијата ги средуваме што како и веќе почнуваат да доаѓаат. Кој проблемат, кој што има проблем со федерација, со клуб, решаваме спортски работи, млади работи за младински, невладини, ситосни работи, така да не кажам, ево, последен период, пред 6 сат, 7 сум стапнал дома, жена ми вика, Ке те одцелам. ке се одцелам. То тука е дојдено, али добро. Кога се нафативме нова, тој кажав дека тоа е така. И сакаат сите да те видат, сакаат да бидат слушнати. Јас сум тука за нивните проблеми, да ги решаваме заедно. Во функција на народот, во функција на спортот, во функција на младите и се надевам дека до сега е 5-5,5 месеци добро оди работата. Се надевам дека ќе продолжиме така. Што повеќе ми досаѓаат мене, побрзо ќе ги решавам проблемите и нека продолжи вака, вратата е отворена и се надевам дека нема тука да застане. Фудбалот ни е супер. Одлично. Сега сме на европско. Ракометот исто. Одлично. Одбојката исто. Одлично. Што правиме со останатите спортови? Како да ги кренеме да бидат константни цело време, да не биде амплитуда. Сега се добри, па после ќе ги снема, па после некое време, после 10 години пак ќе се појават нели на некој врв и така Па натаму. добро, мора да се посвети, ние како држава, како Македонија, сакаме повеќе онај групниот спорт. Екипниот спорт, фудбал, кошарка, ракомет, одбојка и друго. Да, поединачниот, нели така го викаме, поединачен спорт, имаме резултати, ево имаме олимпиец во теквондо, имаме Емил Павлов, најдобриот каратист, наш европски првак, се спрема, сега мислам во Париз, ќе ги има настапите за нормална олимпијада, помалце се поштовани и ценати тие, а не дека немаат резултати. Сакаме да го направиме континуитет, што го спомнавте тоа, да тие спортисти да ги подигнеме и да бидат на едно рамниште со овие што ги спомнавте. Дефинитивно бараат промоција, сака да бидат поддржани, агенцијата е тука за таа работа. Има некои работи кои мене не ми се свигаат, како ево сега моментално прв човек на агенцијата, дека не може, ево Емил Павлов или не може теквондо или не знам кои поединачни спортови да го носи грбот на Македонија, да биде репрезентативец на оваа држава, да прави све за оваа држава, да ја представува надвор од границите на европско, на светско ниво, а да едно смештај, еден превоз, една опрема, тренерка, да треба да се купува сам. Тоа не е дозволиво, тоа во групниот спортови го нема, во поединачни уште го има во некои федерации, не сакам да ги напоменам, али се надевам дека со мое доаѓање што дефинитивно во сршта ги знам тие проблеми, мора да се реши. Не може да се осеќа еден таков врвен спортиста да не ја осети она големината на репрезентативец и најдобар спортиста во неговата категорија. Мора да го осети тоа за да дефинитивно ни врати нас со успех, а како и нас, така и на нашата држава. Сме биле сведоци на ракометни утакмици дека имало доста викања на тајм-аут и така натаму. Дали тој борбен дух го имаш пренесено и на вработените во Агенција за млади спорт? Кој ќе рече кој ќе го видат директорот да бидат Па не до толку, али знаете, имаше период сега, како што спомна, 5,5 месеци сум на работно место. Може би со некој не се запознавме толку добро, имавме нели селективно работење од дома ради пандемијата.
некои беа поштедени со здравствени проблеми, буквално не бевме сите на, ајде да кажам, на купчи. Сега пред една недела ги вративме сите веќе на работа и веќе почнуваме сите да се пуштаме во погон и дефинитивно сега и со сите федерации кои разговарам, сакам да почнеме да ги вадиме оние децата што моето мото од искривување телефони и таблети на, ајде да кажам, буквално на улица. Ги враќаме на спортот, на игралиштата. Пандемијава докажа дека само спортот е здрава работа, само спортот прави здрава нација и мораме да ги вратиме на борелиштата, на игралиштата, да дефинитивно покажеме дека спортот е носилка на некој и водилка и нели кој ќе спомнат амбасадор на државата во Европа или во светот. Така да моја заложба ќе е сега масовно вадење на децата од овие лоши работи на терените, на игралиштата и се залагам веќе со училишен спорт, со масовен спорт, со сите федерации разговарав да децата помасовно ги вадиме веќе. Добри да ги спортисти вратиме. не се прават на 14 години, се прават на 6. Све почнува, наумче Мојсовски почнал од школските клупи па нагоре. Така да од тука мораме да почнеме и тој период, овај година и пол што не зафати пандемијава, ќе ни направи гап од година и пол, кој е доста голем период за еден спортист. Мораме поактивно да се враќаме на спортот. ¡Epa! 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. ¡Epa! Тренираш ракомет уште или? Не. Не. Одам, Играш? гледам, не. Не ти дошло да заиграш? Ми дошло да заиграм, али сега ево со другари, со пријатели фудбал играме. Нели, ако ракометар треба да знаеш и фудбал и кошарка. Така да ако не знаеш фудбал и кошарка, мене почнува и ракомет. Така да рекреативно пратам на превари кога можам и кога дозволува пандемијава. Одев на превари лично, што на ракомет, најповеќе на ракомет, али бев и на кошарка, бев и на одбојка, фудбал, така да си сакам, цел спорт. Добро, не ти фали тој динамичен начин на животот, ракометот, спортување, утакмици и така не, натаму, не фали, нели? фали. Значи, сега го си навикнат моите 20 професионални години, 20 години репрезентативец на Македонија, над 200 и нешто настан. Ти направи еден терк на животот. Мене, сега тоа се смеевме со некои другари, разговаравме, викам, не знам како е во 6 сат, што треба да правам, луѓе. Во 6 сат знам дека бев на тренинг, дали Вујович, дали Лино, дали Звонко Шундовски, дали Икиш, дали не знам колку тренери, во 6 сат ме тренирале, ме малтретирале. И сега викам, тој период ми е 20 години си навикна дека си во сала. Ти фали, не дека не фали, али све има крај. Мораме да продолжиме, се надевам дека моето искуство ќе го пренесаме преку сега моментално преку агенцијата. Сум завршил за тренер, сите лиценци ги поминав, така Тоа ми беше следното прашање. Значи, дали ќе се пробаш во тренерски води? Тоа твое искуство да го пренесеш и на помладите генерации, сепак нели потекнаш од Струга, па можеби не знам дали во Струга би пробал или во Скопје или така натаму. Па за сега не, ал тие нели дипломи ги кажав, тие селекции ги завршив, се надевам дека можеби би сакал. Ево и дома со жена ми вика колку разбираш, колку го сеќаш, зашто да не пробаш? Вика можеби ќе дојде и за тоа време. Никогаш не вели никогаш, али љубовта прва не се заборава, дефинитивно. Да, потекнувам од Струга, сум пливал 4 години 5, Струга во тоа време, Струга и Скопје нели имаше два базени во Македонија. Сум почнал пливање, сум завршил на ракомет. Али секако дека се надевам дека би пробал. Би сакал да пробам за да осетам и да видам како што. Можеби сега не во овој период, али би пробал. Ја спомна короната, ја пројде короната? Да, во декември. Спортски тип, без проблеми? Без никакви проблеми. Случајно жена ми возевме у кола, се враќаме за Скопје.
Викам дај ми една мастика, ми дава уствари мастика, ево викам сумливо ми ова. Не оди да се прегледаш, не викам одам сабајле. Позитивен. 14 дена дома, 10 или 14 дена. Ама никаков симптом, никаков. И ја поминав нога, не пренесов ни синот 2 пати, двајцата синови и жена ми се тестира, не пренесов. Бев изолиран. Тоа што го спомна. Спортот, Само спорт. Само спортот, дефинитивно. Кога почнал на масовното, видовме дека ево, во ракометот да кажам, а така беше и во кошарката, така беше и во одбојката, така беше и во фудбалот и сите спортови. 99% од играчите се заболе. Дали еден имаше некакви симптоми малце потешки, не тешки, малце потешки. Така да спортот е многу опасна работа и добра. И затоа викам, деца, спортувајте. Па макар каков сака нека е спортот, да се спортува, да излеземе од ова сивило, да излеземе од лошите пороци за што помасовно, то подобро. Може би и ова смртност, са не е добро да кажеш, али ова смртност во државата од корона ни покажа дека слабо ова нација се движи. Пример е чист. Јас, татко ми, мајка ми на моето време на 2 години, на второ деление, трето, клучот на гуша, шибај у школа. Сега јас мојот една 8 години страх ми да го оставам улица пројде. Не оди така. Порано GPS-от ни беше ластик на ластик на врат врат и шибај се Сега гледаме. алка му ставаш телефон све на предплата да звони. биде за да можеш да го најдеш. Дефинитивно, можеби ние како родители сме постегнати, али мораме тоа да го усовршиме, а секако спортот, дружењето, осамостувањето на децата, дружење, ево сега од школа од Владо Тасевски, јас живеам во Карпош, ке има некој во второ деление, ке има некоја дружба, 5-6 дена у Каладарц. Жена ми препека како ќе пуштиме сам, ова, ајде бе, викам, на 6 години бев, во тоа време суто море Баучич таму, кој ме гледаше, бе, татко и мајка, викам да не доаѓа. Така, викам, растат и така се осамостуваат и полесно ќе се движат во живот, а не да ги Ни стегнат. на телефон ќе те најдат, ни ништо. Имаше тогаш еднаш говорница, дали стигна само и окей, здрав си, окей, немаш ништо, терај. Те испраќа на автобуска, те пречекува на автобуска и после раскажа. Сега ние ги оставаме таму, легнат у џбун, некој гледај дзиркај да не биде нешто. Не. Сега Viber-от дали му е активен, Messenger-от дали му не работи. ми се јави сега, чекај шо. Не одат, тие работи не одат. Спомна деца, па сега да направиме една паралела. Спомна дека си пливал. Си тоа на пливање така 4 почнав. години. Па може би 5 мислам беа, нели активен беше тогаш спортскиот базен во Струга и во Скопје. И почнавме во, нели не својствено во Струга да не дали на пливалиштето на отворено или на затворениот тогашен базен што постоеше, да не тренираш пливање. Јас тоа почнав мислам на 7 години, доке 10-11 се пребацив одма на ракомет, случајно сасвим, другарите школски мои ми тренираа ракомет. Доаѓам у 5-то деление, учителката вика за 2 месеци имате оценување ракомет, ја везене. И ташничката, другиот ден на тренинг и така почна. Одисејата. Останатото е историја. Останатото е историја и дефинитивно пливањето те оформува како во телото, можеби за девојчињата не многу, ако она веќе професионалец, да, али да не претераш многу кога веќе се ширата. Иначе пливањето е најдоброто нешто, нели? После моите повреди сум имал 4 или 5 операции, само базенот, само водата те враќа во нормала и се најубавите терапии се водата, така да водата е на Охрид трчат, Струга пливат, а Така е. кажи ми како струженец дали си тоа по риба? Риболовец. Многу, значи дефинитивно јас сум од стара. Или тоа не смеам да го тоа воопшто не сме да се постави како како прашање. прашање. Значи јас сум потекнувам од стара струшка фамилија која се занимавала тоа време, значи ако ти е градот покрај езеро, што можеш друго освен со риболов и не знам што друго. Така да ако си роден у планина, ќе бидеш по лов. Така да мојата фамилија потекнува баш од Струга и е риболовна фамилија. Сум го наследил од дедо ми, прадедо ми, можеби, дедо ми, татко ми и татко ми можеби не беше толку,
колку што јас од покојниот дедо го носам името и познат беше во овај предел Струга Охрид по риболовното и дека еден од најголемите рибари во овај крај. Ден денес во музеот во Струга стојат големи риби од тоа време, сега толкави риби не можеш да помислиш дека има во езерото, да фатиш, така да стојат во музеот и пишуваат кого се што се, така да секако доаѓам од тоа, не е нешто вау, али за мене е една Пасија, начин на смирување. Која, да, на смирување, кога ќе имав слободен термин, период со репрезентација, кога завршувавме летниот период, мораше да влезам у кајче или... Прво да си направам паралела, ракомет толку интензивно и рибарење, енергија толку на ракомет и рибарење. Како најде баланс? Тоа е спуштањето, балансот е тој, таму смирено, значи обкружен си со вода, немаш проблем да седиш и по неколку сати. Не саат. Значи тоа Денови. е моја изрека. Викам, не мора да ми носите ништо, носете ми само јадење, би останали 2 месеци тука. Така да тоа е појако. Која контраст е тоа? Негде секунди во прашање, овде може денови да уживаш, нема никаков проблем. Значи кога се исклучуваш, да кажам, во јуни, кога завршува све, се исклучуваш на месец дена, нема повеќе, значи 15 до 20 јули завршува тој одмор и почнуваш пак се уклучуваш, припреми, играња, дали Лига шампиони, дали тука. Па зимски период обавезно има или европско или светско и нема назад. И тој месец дена ти е баш она да исклучиш и да, ако можеш и тоа, и телефонот у вода и да исклучиш скроз. Така да ти фали, дефинитивно ти фали, спиеш по хотели, јадиш по хотели, се дружиш нон-стоп ти е ракометот во мисла, мене ми беше ракометот, другите спортисти друго. Така да мораш да го избувни вентил, испушти вентил кој дефинитивно им треба на сите спортисти, аз така го наоѓам во тој период во рибарењето. Денешна Струга, врз древните траги на неолитот, си ја одигрува улогата на модерен, предприемачки и иновативен град. Може би затоа како неа нема друга. Мирна, чиста и хармонична од една страна, суптилна и поетска, а од друга страна енергична, пркосна и со надпреварувачки елан. Но не само во ракомет, спорт и поетски збор, Струга се надпреварува со имидж на трговски центар, град во кој младите имаат иднина. Овде владее предприемачки дух, а сенсот за бизнис се огледува во капацитетите кои го прават градот конкурентен со големите метрополи. Мала е, но стокмена и полна со се. Вистинско туристичко и трговско катче во кое се чувствувате и како гостин и како домаќин. Струга има иднина. Таа економски се шири и расне, ги совладува бариерите кои ги сервира новото време. Се надпреварува со нови предизвици, со можности и со избор. Нејзините локални јунаци се фирмите кои ги задржуваат младите, кои се борат за перспектива со визии, стандард и капацитет во кој има место за сите кои го следат својот сон. А тој овде е остварлив. Затоа е посебна.
Иначе овој мостот е на Струшките вечери на поезија. Ама реновиране. Да, реновиране. Да. Од тука сме скокале, тука почнуваше се на времето сега. Мислам дека оваа прошлата година го изчистеа дримот скроз. Иначе тука беше најдлабокиот дел и тука скокав. Тука почнуваше нашата одисеја поврзана со дримот. Тука и на браната. Не можеш да си од Струга, а да не скокаш во Дрим. Да, баш така, баш така. Убаво е средено. Па добре, Струга си е сама по себе убава, нели водата си го прави убаво, али и реално почнува се гради, се прави, има што да се направи. Така, И сега Струга како дете, извини, и Струга како возрастен, има ли разлика? Што Има. се промени низ Има годините? се, па буквално скоро се. Друг живот беше тогаш, повеќе имаше дружба, повеќе излегувања, повеќе дискотеки, повеќе ноќен живот, повеќе денски забави, плажи. Не знам дали се слушнале на времето, Изгрев беше една од најдобрите плажи на Струшко-Охридскиот регион. Најдобри журки Најдобри имаш. журки по Вандајк, тоа се правеа, така да друго беше. Сега е веќе некако по нели са веќе се приватни и хотели и плажи, така да е подруго. Ноќниот живот е малце спласнат. Мислам дека една дискотека дека има на времето, мислам дека имаше 3-4 дискотеки. Тука во Алга, во Дрим, Бисер, Оаза. Еве, јас сум скопјанец и сакам да дојдам во Струга да се поминам на одмор. Што би ми препорачал, на која плажа да отидам, каде да се прошетам? Кои се знаменитостите од бележјата на... Има, значи не дека нема. Ево, на пример би се сместил у Дрим, така? Да. Дрим има преубава плажа. Моите први почетоци, нели, првото моје живење беше тука наспроти Дрим. Сум пораснал на таа плажа. Чиста, убава, хотел Дрим, нели, си има нејзин дел кој ги има направено одличен, перфектен, со лежалки, со се тука. После тоа ти стојат таму на другата страна од тука ние така ги викаме, значи, кај Дрим е машка плажа, кај таа другата градска исто е женска плажа. Таа е по плитка и затоа се вика женска плажа. Тука е подладно. Тоа е разликата. Нели тука пливалиштето за кафе и за се останато. Ги направија тие преубави плажи кај што и јас многу ми се свиѓа, можеби една од најдобрите на во овој регион. Версус која дава еден шмек како да не си на овој дел на Македонија, како да си, не знам, на некој море во некоја си друга држава. И секако, тој дел на така и после доаѓаат нели римните ресторани и секако плажите доста посетувано од наша страна е Ливадиште кампот, кој наши другари имаат камп и уживаме таму, да кажем. И префектна и плажата и местото за бање, за капење. Колку време поминуваш во Струга, летен период? Па, зависи со врските, зависи кој период кога сум играл, сум имал, ајде да кажам, 2 до 3 недели слободни, буквално сите 3 недели сум ги проаѓал. Сега можеби повеќе пати, али пократко, зависи од периодот. Децата сакаат многу, нели, летно време, слободата што им нуди Струга, све ти е блиску, плажата, едниот ми е баш она буквално плажарче, си сака водичка, другиот малце е така. Нема на кого, значи. Нема на кого. И дефинитивно сака тука, од нив многу зависи, секако слободата наша, али секој слободен период го користам за да и нив ги донесам и да дојдам да се опуштам малце и да ги поминам тие. Не, реално Струга е преубава во летен период и Имаше заслужува да надписи, биде подсетена. имаше надписи, читав по весниците, мајстор за машки деца. Па добро, не јас, не општо подневието и Струга. Дефинитивно и другари и све што имаме, знаеме дека поголем е наталитетот на машките деца во Струшкиот регион, него на нешто да женските. Да, дефинитивно. Значи, размах, милиона што вика Струмица има повеќе, па обратно е женски, така да овој дел овдека претежно тоа. До водата каде?
Па најверојатно и имам еден другар баш од струшка фамилија, а има 3 женски. И му викам ти нешто си измешал брзините. Ти не си наш. Не си наш израза брзините, некој дали си умешал или шерал. Добра. Колку деца да ти го променија животот? Колку ти се смени начинот на Па живење? многу, дефинитивно многу, значи секој словен период се сакаш да го пројдеш колку и да ти биде напорен денот на измрцварен, состаноци, средби, се останато ти го менуваат многу деца кога ќе стигнам дома сакам, кога ќе ти се насме или све кога ги погледнеше одма друго. Сакаат да си сакаат пажња одма и уморен, ти вика ај тато да излеземе надвор да ги Качаме нагоре? може. Да си играме топка, она така да многу го пременуваат, животот се пребацува на кај нив. Они се сега главна фигура, они се мотивот за понатамошната борба и живот, така да дефинитивно нашето во младеачките години помина, не ти ни дозволува фамилиарен ценен човек си сега, помина тие младиот Мојсовски и останато, така да многу дефинитивно и фактички они ти го водат остатокот и од денот, неделата и живот. Ќе се занимаваат со спорт или ќе ги оставиш да се одлучи? Не, ќе дефинитивно спортот. Нема бегање. Нема бегање пред се, али првично ево големиот дека тренира фудбал. Ајде да не кажам не дека е одличен, има тие спортски предиспозиции, нови години, 8 години има. И мора да опрати. Значи, Струга, кога нели јас бев во Струга, можеби немаше потреба толку до родител пратење, свети е тука, можеш и сам да го поминеш тој дел од сала, ракометно игралиште, па и трчање на покрај езеро. Ова Скопје нели захтева нешто друго, мора да влезеш во кола со тебе, па на тренинг, па назад и све останато. Така да дефинитивно него силам за некој спорт да биде, ајде мораш да бидеш татко да игра коментар, па мораш да бидеш ракоментар, не, спорт да е. Важен дел, кажувавме и во емисијата дека многу важен дел од животот, здравието пред се, така да само тоа би го насочувал да продолжи со спорт. Каде се гледаш себе си во наредните 10 години? Па, Собственик на ракометен клуб. Па Тренер. не знам, помогнав во Струга председател, бев во Струга заради функцијава се повлеков. Струга после толку години го вративме во Суперлига, извадивме многу деца има репрезентативци, Кузман Крстановски, сега моментално кои се репрезентативци кои дефинитивно излегуваат од таа школа и тоа е мотив плюс и потик да помогнеме, нели се од надворешна страна, али секако Струга не треба да се остави. Струга е расадникот на ракометот, така да со сета моја сила, со сета моја мок која имам, сакал да помогнам Струга да живее за ракомет. And think of the summers of the past. Adjust the bass and let the alpine blast. Pop in my CD and let me run around and put your car on cruise and lay back, cause it's summertime. Киното, затворено кино пред 100 години имаме. Убави работи, браќа Миладиновци, школото, јас сум учел во Јосип Брз тамо. Свет е тука. Out in this sort of a buzz, but back then I didn't really know what it was, but now I see what happened is the way that people respond to summer madness. Кога Константин Миладинов посакал орелски крила да си метне и в наши стрни да си прелетне, сонувал и за Тиркизот на Радожда. Третиот бисер во школката меѓу Карпите и езерото. Светиот залив за кој прираснале безброј приказни. Според една од легендите, рибарите од селиште, за да не го носат секој ден алатот на грб до езерото, почнале да градат колиби на колци покрај брегот. Прво останувале сами, а потоа ги повлекле и своите семејства во куќарки од кал и плитар. Така настанала новата колевка на рибарите – Радожда. Името содржи радост за новото поубаво место.
Според друга легенда, името е инспирирано од скриена романса. Во времето на Самуиловото царство, меѓу 10 и 11 век, Гаврило Радомир ја водел својата љубена со Кајче до најубавиот залив, кој подоцна заедно со населбата бил наречен по него – Радожда. Љубовното гнездо на царот брзо се прославило. Како Радобужда, името првпат се спомнува во Душановата повелба, а Бранислав Нушич кон крајот на 19 век забележал на еден час северно од Лин се наоѓа Радожджа со 50 куќи. Интересен историски детал за непокорот на радожданките е неуспешниот обид за нивната асимилација. Карпите над брегот биле нивната висококатница од која се жртвувале против јаремот и наметнатата вера. Радожда била женски цврста како карпа и со чист образ, каква што е нејзината кристална вода. Денеска таа е растегната по брегот, кој со мирисот ја ветува најдобрата риба. Останала рибарска, скромна, но богата со дух и магнетна убавина. Идеално спокојна за медитација и тихување. Велат, Свети Наум, откако ја напуштил свештеничката служба, дошол на брегот на Белото езеро и високо над Радожда подигнал манастирска црква, посветена на Свети Архангел Михаил, една од 4 пештерски цркви во Струшко. Радожда е свето место, село на монасите над кое бдее Архангелот во една од неговите најстари представи од циклусот Чудото во Хона. И самата со својата бесценетост е чудо врз карпите, ремек дело на карпестиот фрескопис од крајот на 13 век. Денеска, собрана во силата на само 2 збора, Радожда ви испраќа и дочекува од пред кооперација, со главата горе, или исправи се делфина, или која и кој да си, зошто тука си, каде што зората греит душата и срце светло заедвит в гората. Струшкиот мерак за срмен елек живее во песната на ансамблот Струшки бисери. Тие раскажуваат со чалгија како излегла Евдан из чаршија по платно за мерење, а мерката ја зело едно момче стружанче. Текстот е инспириран од традицијата. Струга е град на памук и трикотажа. И во таа дисциплина е првенка. Во неа триумф е допирот врз квалитетот, од разбојот до денешното трико. Нема ништо поубаво од првата асоциација за еден град кој го идентификувате по нешто на вистина добро. Овој град си има стил за сите генерации. Еден од препознатливите е Силви Стайл, кој има успешна, мека и нежна приказна. Градот, самиот облечен во сонце и вода, не може да понуди ништо поинаку и помалку од памучен допир и добар дизајн на брендовите кои потекнуваат од него. Благодарам. Зашто не те прашав? Пента имаш? Да, има. И пента и кајчи. Значи, не си струженец ако немаш и пента и кајчи. Колку пари? Зависи ако е со платно и бесплатно. Имам, значи ми останале нели од дедо ми, прадедо ми да кажам, татко ми, семејно си имаме кајче, постои си го негуваме тоа. Сакам лично, јас брат ми кога ќе си дојдеме на лето да Многу љубам да веслам, а? баш да веслам, ама сега помалце после спортов, поише со пента ако може пентата да со пента, па сакаш да прошедаш по крај. Не знам каква е ситуација, смее да се ловат риби или Не. не? Не, има нели периоди за спортски риболов, кога е дозволено, мислам јуни почнуваат тие, само одредени денови, некои во неделата, еднаш неделно само во викенд и така. На време дојше по многу подобро, сега
многу е Да не се ригорозно. лажеш по рибници, да идеш колку да се исполниш Па квота. да купиш нешто да ставиш у кајче, па леле видиш офатив. Не. Не е забрането, не знам колку години веќе тоа, нели, пастрмката е веќе као загрозен вид. Загрозен така да. Да, и ако тоа придонесува за пастрмката да ја чуваме и негуваме, нека биде така и дај Боже, можеби синовите мои ќе ловат. Да ја продолжат традиција. Традицијата. Дефинитивно мене ми било задоволство, ме опуштало, ми правело добра сосеќам, се надевам дека На диета да не сме нешто. па не, ама полабаво со Полабаво. разговоров и Завршивме полабаво. да беше активен ракометар, ова ќе сигурно беше ќе имаш све- една планина од Ке храна. беше извини чеке да земам. Така да Вистина е тоа дека ракометарите конзумираат огромна количина на храна? па да, ракометот е јас значи кога играв активно ракомет, не дека бев гојазлив дебел, него мораш да си помниш. Јас со мојата висина, да, 1,87-88, да се бориш со оние зверови од 2 метра и 10 со 150 кила, све во мускул, не е лесно. Така да мора да си пополнен, мора да си во нозете голем, да си гради, Да има раменици, снага, тоа ти дава снага. Дефинитивно еден судар директен со дуело со противничкиот играч ти зема снага, не знам колку 5 километри истрчаш шпринт. Така да дефинитивно треба снага, а само јадењето после надпревар било, значи кога сме биле у карантин, у хотел, надпревар и само, нели, после надпревар можеш да го врати за другиот ден имаш пак надпревар. Не знам што било. Од овој аспект сега, од оваа перспектива, дали би променил нешто како ракометар на момче мој со ски од твојата кариера? А имав една случка со легендата на најдобриот играч на светот во тогашната Југославија, Вујовиќ. Јас како играч на Струга, имав 15 или 16 години. Струга на турнирот, нели, како домакин, го спомнавме тоа на почетокот, металопластика со Вујовиќ, тренер Вуковиќ, легендите на тогашна Југославија и на светски ранг, најдобрите играчи. Почнавме, јас 2-3 напревари на самиот турнир ги изиграв перфектно, не знам од кај ми дојде таа сила. 15 години, 16 дете, и некој звони на врата дома, се појавуваат овие двајца кои во тоа време најдобрите играчи, само што завршиле со нивната кариера, се појавуваат дома и вика дали може да влеземе. Татко ми, мајка ми, седнавме, нели, како што е редот, ги понудивме ручек, се останато. И се сеќавам ден денес на Вујовиќ на зборовите. Му вика на татко ми, на мајка му, дали сакате да имате син или да имате спортиста? Ако сакате да имате спортиста, спремете ги торбиците, го земаме со нас, го носиме во Шабац, или металопластика од Шабац. Ако сакате син, ама и периодот бев многу мал, да кажам, да било тоа можеби на 17-18 години, можда би било другачие. Сега, тоаш не ме пуштио, дефинитивно, јас се сеќам на солзите на мајка ми, вика барем толку рано не земајте ми го, и така и остана. Од тука уште 1-2 години направивме успех со Струга, заминавме за Битова и натака одеше мојата кариера. Не би менувал ништо, задоволен сум од мојата кариера, ги поминав најубавите години во Битола, најубавите години во Вардар, капитен на Вардар 4-5 години, капитен на Металург 7 години, Пелистер во најубавите времиња, така да во Македонија. Сум бил во Франција, сум бил во Шпанија, Романија, Катар. Сме растеле заедно, таа генерација со Менете Мелков, Кире Лазаров, Борко, Жути, Миркуловски, Жути, и многу други, Јоновски, имаше многу. Значи, дефинитивно сме растеле заедно, сме почнале од толкави, сите генерации, заедно се пребацивме во А репрезентација, и успесите како сме почнале од минус, не од нула, од минус, со расипани автобуси по Бугари, по не знам каде, стигнавме до големи надпреварувања. И За малце полуфинале. И за малце полуфинале. Намерно тече кам. Добро. Болка на сите На нас, сите, на наша генерација, и се надевам Вие како на играчи сите го имате- македонци, на сите
што го следеа и мислам дека го следеше цела нација наша, тој надпревар. Жал. Мислам дека не само цела наша нација, мислам дека и цела Србија, цел Балкан. Сите, дефинитивно и ден денес, нели, тој надпревар го данците ни се благодарни. Тие стана европски прваци со тој надпревар, со тоа победа. Нив само победа им беше во игра, нас и нерешеното што го имавме во джеп ни беше пласман во полуфинале. Тоа е, можеби сме сгрешили Тоа е убави денови за Македонија заради тоа што имаше многу пати надписи каде што публиката беше побројна на македонската публика беше побројна од сите други кои што беа дури и во Белград во арената мислам дека имаше повеќе македонци него српски. 16.000, официјално 16.000 со Данска се појавија македонци. Тоа го разговарам и со колеги, па и со, не знам, јавни личности. Ти да завлечеш, да тргнат 16.000 македонци Во сала плюс надвор е сала. така, во сала, во арена во Београд. Да си во друга држава некако таа маса да ја повлечиш, не знам што би постигнало некој друг да направи, можеби, не знам, кој ни тоше или не знам кој. Не може да наполни арена некој во друга држава или 20.000 публика. Така да убаво беше да си македонец во Србија, убаво е да беше да си македонец во Хрватска. Јас знам дека и со Србија во арена имаше повеќе македонци него Дефинитивно, нели? на надпреварот со Србија. Да, надпреварот беше последен во таа фаза на надпреварување. Се знаеше дека ние не одиме во полуфинале. Се знаеше дека ќе играме за петтото место. Пак имаше 6-7 македонци, Србија имаше 3-4 Кој од тие надпревари во твојата кариера вака би го издвоил? Па има. Позитивно има, значи Негативните не ги гледам. од клубски план, значи почнуваат од Пелистер кога една данска велесила, најдобриот дански клуб на мој 20 или 21 година европско финале, полуфинале, за пласман во финале, дадов 12 гола. Против кој? Против Скерн, сегашен Скерн, кој е и сега е втор, трет, А мислам. претходно како се вика? Исто и тога Скерн. Скерн? Еден клуб кој имаше, се сеќам ден денес, на тренерките 33 банки спонзори. Значи, нивна традиција, спортска традиција, кај нас беше борба за дали ќе земеш плата еднаш во 5 месеци. Македонскиот инет беше во нас, нели, еден Пелистер кој беше македонски проект. Тоаш Пелистер беше име за ракометот во Македонија. Наумче, Кире, Темелков, Раде Стојановиќ, Пикер и сите, Ангелов, Голманов, Диви, и сите такова некој производ македонски кој после се пребаци во репрезентација. Тој период со Пелистер, со Вардар периоди перфектни во Европа, во купови, така се викаше, стигнување исто до четвртфинале. Убави периоди со Металург, Тоа е ренесансата, тогаш со беше во ренесансата, со ренесансата, Металург, да. добивање еден Пари Сен-Жермен со сите звезди, знаеме кој е Пари Сен-Жермен, со Барселона нерешено и сите тие успеси, овие клубови кои Арена Борис Трајковски преполна. Преполна. До последно место, па и на скали. не на скали, празник беше да се биде македонец, празник беше да се биде дел од тој проект, преубав проект. Секако. Има, благодарим. Имаме поврзани моменти со репрезентација која имаше наслов по сите новини, кој е стружјанецот што ги отепа русите. 11 гола, со таа победа се пласиравме во втор круг во Вараждин. Во Вараждин, Од да, Вараждин така, заминавме за Зада. Нели, кој е стружјанецот, кој е наумче стружјанецот што ги отепа русите. Така да имаше убави периоди. Растевме, сите растевме, држава наша растеше, спортска нација растеше, големи надпреварувања, направивме еден континуитет, светско, европско. Убаво беше да си дел од таа генерација. Горд бев, убаво се осеќаше, те препознаваат на улица, те сакаат. Се беше искрено, се беше од љубов, без натурализирани играчи, све чисто македонски производ, така да убави времиња, убави моменти, многу убави моменти, секако сум имал и во странство моменти, една Катар која бев, се направи една добра екипа која пред тие години, 4-5 години, таа Алџаиш, која беше директно
спонзорирано од Емирот. Никој не можеше симне од тронот. Мојата екипа, кај што бев јас, се симнав ми прв пат титула после толку години. Има доста надпревари, убави, траеш. Убавото е подолго, лошите помали се, нели помалце се, али и повеќе можеби болат. Биди една до 2 години лидер, да осетиш што е тежина, колку треба да си лидер за да речеш, ево, последни 5 минути се решава на преварот, ќе земам јас топката, затоа сум најквалитетен и ќе го решаме на преварот во позитивна смисла. Така да, тоа им треба на овие деца сега. Дај да не летаме порано, па ме барал во Германија ова или во Шпанија или не знам каде. Дај тука, со тоа што ќе останеш тука, сам ќе се изградиш, а ќе направиш и нашата лига и македонскиот ракомет на повисоко ниво. Ние така? станавме и раковет на велесилови како Дефинитивно. како држава. Дефинитивно, ние Вардар не е од не знам каде од држава, долу пише Вардар Македонија. Да. Така да, одлични моменти. Дај да го негуваме и да уживаме во ова, само да се ствараат нови Кире Лазаров, нови Наумче, нови Миркуловски, нови тие што сме поме Пепи Манасков, такви легенди, ние од нив учевме. Така да треба прво да си покажеш дома, за да осетиш тежината, другото ќе си дојде. И кариерата, а и финансиите. Така да сме играле за чајче, сме играле за ништо, за тапшење, за дрес да добиеш, за да така се калеше челикот. Љубов кон спортот. Дефинитивно. Кажи ми, дали сакаш да готвиш? Малку да смениме тема, да видиме како си на домашен план, доста на ракометен план. Па, кога сум тука во Македонија, За рибите расчистиме. Да. Страствен рибар. страстен рибар, значи кога одам на некој излет, кога сме друштво, на некоја викендичка или нешто, Ти си тој што е врти скаран. тој е тој. А да не кажам и, нели, спортот е понекогаш и суров. У Шпанија бев, да не дојде мајка ми или некој да ми готви. Така да мораше сам, да имаш ти нешто во ресторан, ама до кога? Не можеш, значи цело време, треба да си направиш дома. Сакам, маката може би те натерала да научиш да готвиш. Сакам, кога сум послободен и кога сум сам, си готвам, не е никаков проблем. Дефинитивно полесни некои работи, од шпагети, макарони, некој мефце почисто, по така не сакам многу зачинето, имам малце и проблем со желудникот, така да тие работи си ги сакам да си ги направам по мој вкус. Ние во Мастрав Муавет ги промовираме Македонија, македонската култура и македонската кујна. Еве да те прашам, кои се познати, например, струшки јадења? Струшки деликатеси. Па добро, има дефинитивно, значи пак поврзано е со рибните. Да ни каже за да знаеме за следниот пат кој ќе дојдеме што да нарачаме. Па добро, джомлезецот нели е познат само во Струга, почнало Струга, тука ни е нели подсач, тоа е тестата тие што нели се Така е, да. повеќе се прават во триаголничиња што се во така. И Јагулата кај се спрема? Јагулата дефинитивно најтипичен пример за Струшкиов регион дека јагулата потекнува од Турга. Сум носел у Скопје да ми направат буквално дали еден најдов да ми ја спреми како што треба. Тешка е за спремање, али е специјалитет на Струга и секако многу малце истружани, да не кажам пола Струга само знае да ја спреми како што треба. Другото е се на некако на сила. Се надевам дека следен пат кога ќе дојдеме мораме да направиме и да одиме покрај езерото. Со кајче одиме обавезно. Дефинитивно со кајче, па ќе седнеме у некој ресторан за да Да не ни се олади јадењето, ја ти малце ќе мезнеме, Добро. ќе продолжиме со разговорот, ни тргна разговорот. Мислев дека 20 на 30 минути ние може да збориме 2 дена. Па да ви кажам како што не сум дојден у Струга, ми се седи ќе збориме ако треба и цела вечер, само да поседеме малку у Струга и да осетиме климата струшка. Одлично. Ајде едно. Ајде за На здравје да направиме. Правно за убаво, живели. Знам че одлично предјадење, одлично јадење, перфектен десерт, едва чекам да ти кажам Се да го надевам пробам. дека е добар десерт, да. Ти благодарам искрено за гостувањето во емисијата и за сите работи кои што ги сподели со нас, особено за оној дел на репрезентативниот план, на ракометен план.
заради тоа што македонската јавност те гледа како еден од најголемите ракометари на сите времиња во македонската историја. Имаше доста работи кои што не сме ги знаеле и ти благодарам за тоа и ти благодарам за тоа што беше одличен домакин во Струга и ни представи Струга во најдобро можно светло. Ви благодарам уште еднаш на вашата покана. Се надевам дека ја представивме Струга како што треба. Да, некои работи кажав и јас кои доста поголемата јавност не ги знаеше за ракометот, за репрезентацијата, за убавите моменти со македонските навивачи, со убавите времиња поминати, изминатите години на репрезентативно ниво и секако се надевам дека ќе има и други прилики да се дружиме и кога ќе опробаме десертот се надевам дека ќе биде и тој добар. Во Мастрав Муабет секогаш завршниот зборник го оставаме на нашите гости. Која е твојата порака до гледачите на Мастрав Муабет? Особено до младата. Па добро, пак би било врзано со спорт, дефинитивно. Ќе кажам уште еднаш, значи пандемијата не научи и покажа дека спортот е многу важна алка во нашето живење, во нашиот развој, во нашето социализирање, во секој поглед. Покажа дека спортистите се една фела кои се многу здрави. Покажа дека буквално и вакви пандемии, вакви вируси, ајде да не кажам, не им можат на спортистите ништо. Се надевам дека со доаѓањето на чело на агенцијата ќе мотивирам многу млади деца да се занимаваат со спорт. Доаѓаат тешки времиња, лоши времиња, кон телефони, искривувања. Пред година дена имавме некоја студија која покажа дека 60 до 65% децата почнуваат искривување, да имаат од тие телефони, таблети и не знам што. Така да се надевам дека здравиот дух ќе надвладе над сите и ќе ги впрегне и самите родители, ќе ги терат децата да спортуваат повеќе, да се движат повеќе. Спортот е убава работа, преку спортот запознаш нови пријателства, дружења, нови личности, те оформува како персона, како човек и дај повеќе да тренираме, повеќе да се занимаваме со спортот. Имаме убави времиња, доаѓаат репрезентативци кои веќе дочекавме на Македонија да се пласира на Европско првенство во фудбал. Ракометот константно, одбојката, кошарката ни е тука, помалите спортови и поединачните, така да имаме на кого да се гледаме. Треба да гајме и наши идоли, македонски идоли. Јас сум имал македонски идоли, сега е покоен Боро Чурлески, по него се вика и салата во Битола. Имаме од кого да учиме, дај да ги гледаме, достапни се сега и секакви телевизии, така да малце ни треба да го пребациме тоа и да бидеме на спортска нација. Ти благодарам уште една за гостувањето, а на вас, драги гледачи, ви посакувам да бидете срекни, да бидете задоволни со тоа што го имате, да спортувате за да бидете здрави и да гледате нормално Мастрав Муабет. Милениумска традиција. Скопско виногорје.
Веќе добро се познаваме. Најдобар мирис, вкус и нова фантастична наградна игра на Елит Кафе. 60 велосипеди, 10 фрижидери, по 30 телевизори, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Провери дали твојата кесичка е добитна и на здравје кафе со Елит Кафе. Take my heart, reconsider. I've opened the door. I've opened the door. Here comes the summer sun.